втор законот за земјоделската дејност, се надевам дека ќе го добие заслуженото внимание од сите пратеници, подеднакво на претходниот закон, кој што се однесуваше за шумарството, односно на платите на шумската полиција. Станува збор за закон за фитофармација, кој што е донесен на 16 декември 2020 година и истиот стапува во сила 8 дена после објавувањето во службен вестник, односно на 24 декември 2020 година. Ќе ве подсетам дека уште тогаш и на комисијска и на пленарна расправа укажувавме на одредени работи дека може да придонесат да се создадат проблеми, како што тоа овие денови се случува на вистина. Патем да кажем, овој закон е изработен како сериозен и тежок закон уште во 2013-2014 година, меѓутоа се сметаше дека се уште не е времето за да може да се имплементира. Во 2020 година беше поднесен од страна на владата со одредени измени во делот на членот 39 и 77 и токму тие измени и дополнувања од првшниот основен закон придонесоа да се судираме со проблеми кои што сега ги имаме. Како комплексен закон може да се види дека во преодните и завршните одредби на истиот се предвидени преодни периоди за стапување во сила на одредени одредби, како и одложен престанок на другите одредби. Така да во членот 77, каде што е преодниот период, во ставот 1, ќе цитирам, економските оператори кои вршат дејности утврдени со овој закон се должни во рок од 2 години од денот на влегување во сила на овој закон да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон. Да појаснам, под економските оператори се подразбираат земјоделските аптеки. Ставот 2. Субјектите од ставот 1 на овој член, значи земјоделските аптеки, кои немаат да се усогласуваат со одредбите на овој закон, го губат правото во вршење на дејност и се бришат од регистрите на економски оператори кои вршат дејност од областа на фитофармацевтските производи. Оваа судбина, согласно на ова што го кажав, ќе треба да доживеат над 90% од сите земјоделски аптеки, а може и повеќе, 970 колку што се во Република Македонија. Усогласувањето, предвидено во членот 77 од овој закон за фитофармација, стапува во сила, како што кажав, на 24 декември 2022 година. Значи, нужно ни налага да реагираме благовремено, за да може да се исклучат било какви ризици кои што ќе создадат сериозни проблеми, на кои што малку подоцна ќе се осврнам. Сепак економските оператори не се во можност да се усогласат со овој закон. При тоа најголем проблем представуваат одредбите кои забрануваат продажба или складирање на фитосанитарни производи во објекти за поединечно или колективно сместување, како и неможноста во исто време да се регистрираде како откупувач на растенија, растителни производи и преработувач на земјоделски производи и економски оператор, односно земјоделска аптека. Тие кои што малку се повеќе информирани во земјоделството знаат дека често пати земјоделците, за да ги добијат фармацевтските производи за прехрана, заштита или вештачки ѓубрива, често пати својот род го разменуваат за овие фитофармацевтски производи, за да олеснат нивната набавка, заради тоа што често пати немаат финансиски средства. Македонија е, како што кажав, мала држава и во голем број на општини, пред се во руралните над 99%,
од објектите се регистрирани за поединечно и колективно домување, освен ако не се станува збор за објекти за одгледување на добиток. Оттаму многу е тешко да се пронајдат објекти во согласност со одредбите од Законот за фитофармација, за да можат економските оператори да ја извршуваат дејноста која ја извршуваат низа години наназад. Дополнително, најголемиот дел од нив, освен што се занимаваат пред се со продажба на фитофармацевски производи, како дополнителна дејност и самите се земјоделци произведуваат земјоделски производи. Сите овие, доколку започне примената на спорните две одредби од Законот за фитофармација, ќе бидат принудени да ги затворат. Сега, на ова сакам да напоменам посебно. Ако над 90% од земјоделските аптеки ќе се затворат, тогаш ќе се создаде монопол или картелско здружување на оние преостанати од прилика 10% земјоделски аптеки, кои што всушност ќе диктираат цената на фитофармацевските производи, а тоа значи дека ќе има покачување. Во исто време, овие 90% кои што нужно ќе треба да ги затворат земјоделските аптеки, ќе создадат црн пазар на кој што на нелегален начин ќе се продаваат заштитите препарати и џубрива, од што на најдиректен начин фискални импликации или штети би требало да има и државата, заради тоа што нема да бидат воведени во платниот промет, односно нема да се наплаќаат даноци. Патем да кажам, ако сме држава која што декларативно се определила за зголемување на земјоделското производство, можете да сметате дека врз основа на помалата примена и употреба на фитофармацевските производи, ние ќе имаме намалено производство по единица површина, односно вкупниот обем на земјоделското производство ќе ни биде помал. А нели ние сите се залагаме за зголемено земјоделско производство во услови на глобална прехранбена криза, во која што секој зрно пченица или било кој земјоделски производ е драгоцен за задоволување на потребите на пазарот. Ние сето тоа нема да го имаме, че имаме намалено производство, лоши производи и сериозни социјални проблеми, заради тоа што ќе ги оставиме на улица без никаков приход сите овие собственици на економски оператори или земјоделски аптеки, без приход и без екзистенција. А во исто време ќе ги оставиме земјоделците на милост и немилост, на уцени, притисоци и условувања за купување на овие фитофармацевски производи, кои што се во согласност со добрата земјоделска пракса и еден од условите за добивање на субвенциите, односно на директните плаќања. Значи, само едно поместување создава, односно пораметување, доколку навистина на 25, доколку не се усвои овој предлог закон, ќе имаме рушење на целиот земјоделски систем, во кој што последиците ќе бидат сериозни и од финансиски, од економски и од социјален аспект. Со оглед на тоа дека станува за необјавен закон во согласно со член 170 од Деловникот на Собранието, ние овој закон го предлагаме во скратена постапка со единствена цел да излеземе прво во престрет на потребите на земјоделците, да го заштитиме домашното земјоделско производство, да добиеме во време за да може да се усвои од страна на Собранието овој закон и после 25 понатаму овие земјоделски аптеки да работат во интерес на македонските земјоделци и македонското земјоделство. Благодарам. Предлогот на